Почитувани гледачи на спортска мрежа, добар ден од градскиот стадион во Радовиш. Во моето оценогиме поточно на вештачкиот терен, односно помошниот терен на градскиот стадион. Ова е нова инвестиција која што се случува во рамки на градскиот стадион овде во Радовиш, а со цел подобрување на самата инфраструктура. Знаете, уште зимата во јануари кога го правевме интервјуто со шефот на стручниот штаб Иван Вардиновски, тогаш кога Детонет беше втор на табелата и беше сензација или хит во втората македонска фудбалска лига, уште тогаш се најавени овие проекти кои што веќе започнуваат да се реализираат на градскиот стадион во Радовиш. Во оваа емисија разговараме со Станко Манчевскиот, член на управниот одбор на фудбалскиот клуб Детонет Плачковица од Радовиш, за самата инфраструктура на градскиот стадион, меѓутоа и за подобрување инфраструктурата на спортскиот терен или на стадионот во Радовишката населба Раклиш. Се наоѓаме на вештачкиот терен на градскиот стадион во Радовиш. Ова е, можеме да речеме, славно прв ваков помошен терен кој што го добива градскиот стадион во Радовиш. За каков вид на инвестиција станува збори, кои се димензиите на овој помошен терен овде во Радовиш? Ова е инвестиција полуприватна, односно инвестиција со заеднички напори на општина Радовиш и на Детонет, односно на фирмата Детонет која е дел од Трајал корпорација во Србија. Станува збор за инвестиција вредна од 106.000 евра, од кои 70.000 евра ги плати српската фирма, односно компанијата Детонет, а другите 36.000 евра ги плати општина Радовиш. Димензиите, како што можете да видите, се две ракометни игралишта, односно два терена со димензија од 40 на 20 за тренинг на младите категории на Детонет Плачковица. Што е на друго што треба да одобри овој терен за да може да биде комплетен, со оглед на фактот дека спомнавме треба да се направи заштитна мрежа и слични работи? Така, теренската подлога е само еден сегмент, односно оној најбитниот сегмент за добивање на фудбалски терен со вештачка трева. Значи сега се наред оние пропратни елементи кои ќе му дадат шмек и ќе го разубават самиот фудбалски терен, а во исто време ќе го направат и функционален. Тоа е заштитна ограда за да може слободно да се игра без да се плашиме дека ќе ни бегаат топките надвор од теренот, да се доукраси, односно да се разубави, нашминка самиот подпорен зид, самиот ограден зид во боите на спонзорите, односно на Детонет, односно на Трајал корпорација Србија и со грбот на општина Радовиш, како и да се направат проправни елементи во вид на забавни култури, на шангче, на кафемат, значи за оние родители кои ќе дојдат со своите деца тука да има каде да го поминат тој еден час, да седнат, да се одморат и во исто време и да ги наблюдуваат своите деца како се забавуваат, како спортуваат и како напредуваат во фудбалската игра. Што на друго што може да очекуваме како реконструкција или подобрување на самата инфраструктура на градскиот стадион во Радовиш? Така, една од основните причини пред 2 години за фузирањето на двата фудбалски клуба Детонет и Плачковица беше немањето основна инфраструктура, односно немањето основни средства за надпреварување. Ние имавме еден градски стадион и тоа во незавидна ситуација, полуразрушен, полуруиниран. Ова кај што сега фудбалското вештачкото фудбалско игралиште беше руина, беше депонија. Значи се нафативме сериозно во реновирање и реконструкција комплетна на целото игралиште покрај вештачкото фудбалско игралиште. Сега во ред е на потек сме да тропаме по институциите, односно да молиме средства, да тражиме, да обезбедиме средства за изградба на една бетонска трибина. Во минатото разговаравме со директорот на Агенцијата за млади и спорт, сега веќе со Министерството за млади и спорт. Од почетокот на другата недела бараме прием кај министерот за млади и спорт и се надеваме дека ќе наидеме на добар прием и дека ќе ни помогнат, бидејќи веќе имаме изготвен проект за трибина, значи комплетна трибина со подтрибински простор, полупокриена, односно еден дел покриен, другиот дел отворен. Како и ние имаме овде во Радовиш, во близината на Радовиш, во приградската населба Раклиш, имаме фудбалски терен. Тој ќе ни биде нешто како тренинг база, тренинг камп и за првиот тим на Детонет Плачковица и за младинските категории. Исто така до Агенцијата за млади и спорт и за него имаме готов проект, некаде околу 12 милиони денари е комплет целиот проект со 2 трибини, со ограден простор и подтрибински простор. Така да се надеваме дека и тој проект ќе ни помине, односно Министерството за млади и спорт ќе најде слухи и ќе најде средства за да го реализираме и тој договор. Така да интензивно работиме на подобрување на инфраструктурата и се надеваме во скоро време дека ќе смениме комплет целата инфраструктура и целиот изглед на градскиот стадион во Радовиш, како и пропратните помошни терени и оние трибински подтрибински простор.
Во најава беше и реконструкција на главниот терен, односно на тревникот од минатата сезона. Сега ете спомни самиот шеф на стручен штаб дека може да очекуваме во септември месец. Што на друго или кога ете практично веќе може да се очекува санација, дали тоа значи дека Детонит домашниот превар за жал ќе мора да ги игра барем во есенски дел надвор од Радовиш? Да, како телевизија секогаш сте добро информирани, еве и овој пат ја имате вистинската точна информација. Значи во договор со Фудбалската федерација на Македонија добиен е проектот за замена на тревната подлога на главниот терен на фудбалскиот клуб Детонит Плачковица, значи некаде околу 190.000 евра, мислам дека објави Фудбалската федерација на нејзиниот сајт дека кошта целиот проект. Веќе се знае и фирмата која ќе го изработува, тоа е Гранд Пианти од Скопје. И луѓето, представниците на таа фирма беа овде во Радовиш, разговаравме, поради високите температури во месец август не се започна со реконструкција на теренот, односно со замена на тревната површина, бидејќи високите температури не дозволуваат вегетација на тревата. Така да најверојатно септември месец почнуваме, пак ќе се договараме со фирмата, меѓутоа се поизвестно е дека на почетокот од септември месец ќе почне со работа на главниот терен, односно замена на тревата, замена на водопропустливиот слој, односно ќе се стават систем за наводнување со тајмери, така да ќе добиеме еден нов современ модерен терен и се надеваме дека ќе ги исполнува сите очекувања на фудбалерите на Детонит Плачковица. Кога спомнавме за овој вештачки терен, веќе очекуваме и деца да дојдат да тренират овде. Неколку дена се веќе овие како нели започна уписите, каква бројката, одзивот каков имали ете идни на Детонит Плачковица од аспект на млади фудбалери? По очекувано Радовиш од секогаш бил еден од трасадниците на фудбалски таленти, на фудбалери. Само да потсетиме дека не така далеко од 2013-2014 година Радовиш влезе во втората фудбалска лига со речиси комплетен состав на домашни фудбалери. Така да во овој момент според првичните уписи некаде околу 160-170 дечиња и интензивно се запишуваат секој ден, значи до крајот на неделата, односно заклучно со утрешен ден до кога и траат уписите, очекуваме дека бројката од 200 дечиња во неколку категории, значи 2017, 18, 16 па поголеми, ќе надминеме бројката од 200 дечиња и со упорна работа, со посветена работа, со макотрпна работа за 4-5 години очекуваме, ако не повеќе, барем половина од второлигашкиот тим на Детонит Плачковица да бидат домашни играчи. Знаеме дека Детонит со фузиите кои што испомнавме, 51 со 49% се приватен сектор и општина Радовиш. Ете, можеме да спомнеме од аспект на финансирањето и оние кои што стојат позади Детонит Плачковица како бренд. Знаеме дека Детонит е нели една голема корпорација која што има своји клубови во Србија. Вака, значи, минато 51 на 49 беше пред 2 години беше целиот договорен ангажман во фудбалскиот клуб како спонзорство. Минатата година Детонит доел Радовиш како дел од корпорацијата на Трајал во Србија, учествуваше со некаде околу 63-64% од вкупното финансирање на клубот, односно во бројки кажано тие ланската година на првиот тим на Детонит Плачковица му пуштија 12 милиони денари, односно 200.000 евра наспроти 5 милиони денари од општина Радовиш. Зашто ние како фудбалски клуб сме им неизмерно благодарни. Еви и за самата инвестиција на овој вештачки терен, значи од 160.000 евра тие уплатија 70.000 евра, додека останатите 36.000 евра ги уплати општина Радовиш. Значи Детонит доел корпорација стои дефинитивно цврсто зад фудбалскиот бренд Детонит Плачковица. Ние сме им неизмерно благодарни, се надеваме дека и во иднина ќе продолжи таа соработка, бидејќи начелниот договор е ова соработка да продолжи на долги стази и уште долги години во Радовиш да гледаме квалитетен второлигашки, по можност и прволигашки фудбал и секако главниот акцент да го ставиме на развојот на младите категории, на дечињата, што е и основната цел како на општина Радовиш, така и на Детонит и Трајал корпорација, која, како што сами спомнавте, во Република Србија финансира 3 фудбалски клуба, од кои еден суперлигаш, фудбалскиот клуб Напредок. Значи силно цврсто не поддржува и нас како фудбалски клуб Детонит Плачковица во Радовиш и ние освен големо благодарност, не знам друго што и може да изразиме, сепак нека продолжа така, ние ќе им враќаме со добри резултати и дефинитивно ќе им вратиме со здрава младина посветена на спортот, посветена на фудбалот. Може да се очекува дека таа соработка се продлабочи, па ете
гледаме дека нели се повеќе финансира самата компанија во овој клуб, па да веќе се зголема самото финансирање, веќе Детонит да го гледаме и кон прва лига, бидејќи веќе работите на подобрување таа инфраструктура, што значи дека ќе исполнувате услови за учество во првата лига. Така да бидеме искрени, првичниот партнерски однос, односно деловен однос меѓу општина Радовиш, Детонит како компанија и фудбалскиот клуб Детонит Плачковица премина во нешто повеќе, во пријателство, во другарство, значи ние сме секојдневно во контакт со првите луѓе на Детонит како и на Трајал корпорација и тие дефинитивно цврсто стојат за фудбалскиот клуб Детонит Плачковица и секако дека и самото финансирање евентуално дај Боже доколку би биле во македонската суперлига, во првата лига, тие сигурно дека ќе не финансираат уште помасовно, уште со повеќе финансиски средства и пак како што спомнав и претходно, значи таа соработка продолжува, ќе трае без разлика на кој ниво ќе игра Детонит Плачковица и освен едно големо благодарност, јас навистина не знам што друго би кажал на Трајал корпорација и на Детонит Доел Радовиш. Почитувани, ова е се во оваа денешна емисија на спортска мрежа во која што разговаравме за инфраструктурата на градскиот стадион во Радовиш. Тоа што онегувавме изминатиот период го преточевме во една емисија во која што откривме ексклузивни информации како ќе се подобрува самата инфраструктура овде во Радовиш, односно на градскиот стадион, меѓутоа и на оној стадион кој што е во радовишката населба Раклиша. Претплатете се на нашиот YouTube канал, тоа е бесплатно, ни давате поддршка со цел да го продолжиме она што го работиме изминатите 14 години. Уште еднаш ќе ве повикам сите вие кои што сакате да поддржите спортска мрежа, нашиот проект кој што се темели на промоција и афирмација на македонскиот спорт пред се и на нисколигашите во сите спортови во Македонија, да не поддржите преку спонзорство и донации. Претплатете се на YouTube каналот на спортска мрежа со цел и понатаму да ги следите најновите случувања од македонскиот спорт.